Почитувани, добра вечер. Добро дојдовте во отвореното студио на Телевизија 24, каде продолжуваме со представување на изборните листи на представниците на партиите во однос на нивните програми и заложби пред предвремените парламентарни избори. Вечерва ќе зборуваме за изборната единица 4. Тука имаме представници на партиите и коалициите. Пред да почнеме, само информативно да кажеме, дека во изборната единица 4 спаѓаат општините Прилеп, Струјмица, Кавадарци, Радовиш, Гевгелија, Неготино, Ново село, Босилово, Валандово, Василево и така натаму. Тоа е една изборна единица која е составена од урбани средини, но и доста рурални средини, каде се важни сите теми кои ги тангираат тие граѓани. Ќе зборуваме и за тоа што бараат граѓаните во оваа изборна единица, но се разбира ќе зборуваме и општо генерално за понудите и програмите на партиите пред самите избори. Со нас вечерва тука се одиме поред Дајанчо Евтимов од коалицијата Обнова за Македонија. Добра вечер. Добра вечер. Валбона Река од коалицијата Сега е време на Алијансата на албанците и алтернатива. Благодарам за поканата и добра вечер. Добра вечер и Сеат Зейнел од ДУИ. Добро вечер и благодарам за поканата, Сеат. Добра вечер на сите. Јас сакам сега само на почеток за гледачите да кажам информативно дека вечерва се поканете и представници на коалицијата Можеме, предводена од СДСМ, но тие не дојдоа на оваа дебата од за нив познати причини, што е навистина штета за граѓаните кои можеа да ги видат нивните размислувања тука, да видат што размислуваат, што нудат, со што се согласуваат и со што не се согласуваат, но тоа е нивен избор. Ние продолжуваме понатаму, ќе се обидеме да ги артикулираме и нивните ставови, се разбира, за доброто на граѓаните. Тоа ни е целта. Добра вечер на сите. Господо Река, еве да почнеме од вас како единствена дама тука во студиото. Она што е најактуелно повторно, иако актуелноста се чини дека не запира со корона пандемијата, е дека владата размислува повторно да воведе ПСР тестови за граѓаните на Србија, Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина при влез во нашата држава, тестови кои беа укинати, претходно постоеше такво правило. Кажете ми сега како ви се чини во однос на стратегијата на владата, бидејќи ова ми се чини сега на некое лутање во стратегијата, каде што ние имавме тестови, па ги укинавте, сега повторно ќе ги враќаме, или мислите дека тоа е во однос на како налага ситуацијата? Првично, како вовед би истакнала дека спроведувањето на мерките кои што се презедоа од владата со справувањето со пандемијата беа некако во некој терк и се водеа според инструкциите на Светската здравствена организација. Но понатаму се случи некако како се изгубивме во инструкциите и менаџирањето со пандемијата. Причината за ова, лично мислам дека е затоа што имаме една техничка влада и имаме во соодветните институции кои беа одговорни за менаџирање, имавме представници од опонентни политички партии и тука дојде до некоја несогласица. Јас би сакала да кажам, да истакнам исто така во моментот кога ние имаме драстичен раст на заболени од COVID-19, се случи во моментот кога во јавноста излегува инструкции од представници од верските заедници. Например, се случија тие собири во Струга, се случи представникот на исламската заедница кој што излезе со една декларација комплетно неоснована и не со директиви, не беше од здравствената светска организација, спротивното. А јас би рекла дека каде изостанавме или што би требало да се преземе
мислам дека е добра идеја да имаме една комисија која што ќе биде составена првично од експерти кои ќе се водат директно со инструкциите од Светската здравствена организација, но да ги вклопиме и представниците од религиозните, значи институции, за да имаме повеќе да делуваме да допреме до народот. Да, ние веќе имаме комисија за заразни болести, за која господине Ефтимов, ВМРО ДПМН често ја критикува, вели дека таа организација таа комисија не е професионална. Кажете ми во однос сега истото прашање во однос на размислувањата за повторно воведување на ПСР тестови, како на вас ви личи тоа? Така се. Значи не само што ВМРО ДПМН ја критикува комисијата за здравствени болести што е формирана, дека истата е исполитизирана и таму се ставени луѓе по одреден список од страна на власта, тоа го покажуваат и самите резултати. Тоа го покажуваат и Светската здравствена организација и сите релевантни фактори кои што вршат надзор над справувањето со кризата. Ние бевме една од земјите кај што цела Европа не ги затвори границите. Во последниот период сме земја со најмногу заболени според број на жители и со најмногу морталитет во однос на овој дел. Затоа не само ВМРО ДПМН, туку и сите релевантни други институции го потврдија тоа дека насоките кои што ги дава комисијата или не се соодветни или истите не ги применуваат политичарите. Тука можеме да ја видиме ситуацијата и од друга гледна точка, бидејќи доколку комисијата давала насоки кои што биле соодветни со ситуацијата во која што сме се наоѓале, а владата не ги прифаќала овие насоки и си носела своји одлуки во однос на ограничување на правата на граѓаните, слободите и движењето на граѓаните и сите други рестриктивни мерки кои што ги презее, а истата не воспостави систем на превенција, односно едукација кај граѓаните, по-агресивна едукација и пристапување. Меѓутоа, ако видиме од друга гледна точка, со донесувањето на vanredната состојба на самата влада и се отворија можностите дел од надлежностите на извршната, односно целосно дел од надлежности на законодавната да преминат во извршната власт, односно во владата. Тие носеа уредби со законска сила, кои што, за жал, повеќе од 70% не беа во однос со справување со корона кризата. Затоа ние лично како ВМРО ДПМН се сомневавме, а тоа сето излегува на очевид на цела јавност во овој период, дека побудите во однос на справувањето на кризата биле сосем во друга насока, за да можат да се искористат заради злоупотреба, односно наменско и сериозно ограничување на овие права, за да можат да се протнат одредени други ситуации од пласирање на буџетски средства и вршење на предизборен подкуп со институционализирање на овие средства. Да. Добро, благодарам господине Зейнел за вас, чисто за гледачите инфо, освен што сте сега политичар, вие сте и лекар, пулмолог, така да интернист. Кажете ми во однос на ова прашање за справувањето со корона пандемијата и во однос на повторно најавите за менување на стратегијата, ДУИ е дел од владата исто така, значи стратегијата која спроведува владата е исто така и резултат на делувањето на ДУИ. Здравието и зачувувањето на здравието кај народот е вдахнато во секој сегмент во нашата програма и со оглед на тоа што се наоѓаме во време на една глобална криза, предизвик на генерацијата, значи здравието станува приоритет во секој сегмент од нашето општество и од секој аспект. Јас и покрај тоа што сум лекар имам еден увид, значи директно од, можам да кажам, таа фронтова линија претходните месеци, секако дека ги гледаме работите и од оној аспектот на јавното здравје, како сето тоа се одвиваше во месеците, како во земјата, така и во светот. Во однос на корона кризата, можам да кажам дека справувањето со нејза е мултифакторијално, значи не е само од една гледна точка. Нормално дека тука во однос на препораките што постојат, тие потекнуваат од Светската здравствена организација, која што често сакам да напомнам дека представува специјална агенција на Обединетите нации, каде што поготово вакви пандемии
ги има сите експерти и сите најдобри докази, најапдейтирани во моментот, кои што веднаш се пренесуваат до сите земји членки, како што е нашето Министерство за здравство, каде што е во секојдневен контакт со Светската здравствена организација и сето последно знаење во однос на вирусот се применува во потреба на стратегијата за справување со корона кризата. Се работи за една страшна криза, луѓето заболуваат, имаме голем број на починати, да не забораваме дека тоа е и на светско ниво. Тоа не значи дека ние не треба секогаш да дадеме екстра напор за да се справиме со корона кризата. Лекарите се преморени, здравствениот персонал е преморен, меѓутоа вирусот е со многу прашалници. Тоа што треба да се направи е мерките што се препорачуваат да се имплементираат, затоа што мерките се ефективни само ако се применуваат. Да, добро, во ред, сега со ова што го кажавте на крај ќе продолжиме, бидејќи и госпогата Река ја начна таа тема. Ајде, Евтимов, да одиме од вас и во однос на спроведувањето на мерките и тезата на госпогата Река е дека поради делувањето на техничката влада и поделбата на ресори и одговорности, дека тоа влијае во дел од лошото справување со пандемијата, па така често СДСМ го обвинува министерот Наки Чулев дека тој е виновен за тоа што мерките не биле спроведени, велат дека тој отворено кажал дека не треба да се казнуваат прекршителите на мерките и вината најчесто ја посочуваат кон него за овој сега условно кажано втор бран, за кој не знаеме дали е втор бран или е дел од првиот бран, но секогаш кога прашуваме за одговорност кон владата, тие посочуваат кон Наки Чулев. Така, кога лично и како тим не можете да се справите со обврските кои што ви се наметнати и ситуацијата во која се наоѓате, морате да барате одреден виновник. Така и конкретно во владата во моментот, од ВМРО ДПМН е министерот Чулев, цела негативна енергија од владата ја насочија према Чулев. Меѓутоа, ако видиме од друга страна, целиот тим кој што работи таму, исто министерот посочуваше дека воопшто него ни консултираат за одредени работи кои што се случуваат во континуитет, ниту беше повикуван на оние состаноци кои што требаше да се одлучуваат одредени ситуации, кои мерки да се превземат конкретно во однос на ограничувањата на слободите и правата на граѓаните кога се воведуваа рестриктивните мерки, и затоа уште еднаш ги поврзувам оваа ситуација со неспособноста на актуелните функционери кои што се водеа од таму, односно не може министерот за здравство изиграваше само портпарол на Министерството за здравство. Во одреден момент со скапо платени пиар агенции истиот го вивнуваа, меѓутоа доаѓавме до аплаузи, доаѓавме до овации, меѓутоа непосредно. После неколку дена се утврдуваше дека воопшто не се преземени соодветните мерки. Така да, мислам дека Министерството за внатрешни работи најсоодветно си ги спроведуваше мерките кои што му беа зададени од страна на владата и Министерството за внатрешни работи беше тоа кое што покажа дека во моментот на вонредна состојба, кога се појавија рестриктивните мерки и тие оние часовни, повеќе дневни рестриктивни мерки кои што знаеме дека ги имавме, оној притисок кој што го имаше од граѓаните, се со цел првично од превентивно до репресивно, значи граѓаните беа соодветно третирани. Затоа воопшто не можеме да кажеме дека министерот Чулев има било каква вина во однос на целиот колектив кој што таму треба да си ја сноси одговорноста за нивното нефункционирање и нивните несоодветни политики кои што ќе повторам уште еднаш. Доколку комисијата за заразни болести што требаше да ги даде конкретните мерки, доколку политичарите и владата од други побуди не сакале да ги применат, односно не сакале да ги спроведат, тоа е друго прашање зошто меѓу нив настанал овој јас. Да. Добро, господја Река, гледам има реплика. Јас само би сакала да додадам, како мислење и идеја и став, дека треба да ја сватиме сета ова ситуација како една лекција, бидејќи ни се спрема, така се предпоставува дека ќе не
ќе ни се појави нова пандемија некаде во септември, значи повтора. И мислам дека озбилно Веројатно дека истата ќе се интензивира. Истата ќе се интензивира, но лекција за треба да ја сватиме како лекција за справување со било какви други ургентни состојби, бидејќи тука стварно подклекнавме. Да. Јас само да додадам нешто, немам репликација, меѓутоа уште еднашка сакам да напоминам дека се работи за една од најлошите глобални кризи, значи во столетието. И дека се бара одлучност, се бараат големи одлуки, се бара одговорност. Вирусот има непредвидлива динамика. Ние се наоѓаме сега во еден така наречен, можеби некој сака милува да го нарече втор бран, некој се уште сме во таа плимата на првиот бран, меѓутоа што треба да сватиме? Не треба да се поентира, значи предизборно врз короната, туку треба да се свати дека не чека долга борба со корона кризата и дека во секој сегмент од општеството треба да го зајакнеме за да сите шокови кои што ги примаме од оваа глобална криза треба да бидеме резилиент, треба да бидеме отпорни во секој поглед, затоа што знаеме дека импликациите нема да бидат само значи здравствени, туку ќе бидат и на економски план. Ни треба да се консолидираме многу брзо за да правилно се справиме и безбедно со кризата во интересот на здравјето и добробитта на граѓаните. Да, добро, доктор Зинел, кога сме еве кај вас, би ве прашал, кога зборуваме за ова, вие што го велите, тоа е точно, се работи за една глобална криза, но гледаме дека различни интернационални системи во светот различно се справуваат со пандемијата. Имаме од некои кои тоа го прават полошо, до некои кои го прават подобро, како да речеме германскиот систем. Но сега ние зборуваме за нашиот. Каде сме ние, што може да направиме? Има доста критика дека здравствениот систем не беше баш подготвен за ваква пандемија од причина што долги години е запоставуван како технички, така и во кадар, така и во стратегија. Па сега ние правиме некои ад-хок решенија. Кажете ми дали е точно таа дека таа долгогодишна запоставеност на здравствениот систем сега до некаде не доведе и до ова, да не сме баш толку подготвени, да малце лутаме со стратегијата, да имаме малце и поголема смртност и сите други штетни последици од короната. Значи никогаш не е доволно, значи пак како представник на ДУИ и како доктор во политиката сакам да напомнам дека никогаш не е доволно, значи за подобрување на здравството. Тоа е императив и често милувам да кажам дека секој дел од буџетот тргнат за здравјето не е трошок, туку е инвестиција. Значи, често слушам политичарите да прогласуваат ова е година на економијата, меѓутоа еднаш некој да рече ајде да ја прогласиме година на здравјето. Ќе видите дека има подобрување и во економијата, и во политичката атмосфера, и во сите сфери од општеството. Значи, глобалната криза со короната, значи ги разоткри сите слаби точки во здравствените системи во целиот свет. Непредвидливоста на вирусот исто така предизвика да ад-хок, значи на светско ниво, да имаме промена на стратегија. Многу држави пробаа со тој колективен имунитет, имаа висока смртност. Некои држави точно дека постапија паметно уште на почетокот, поготово со трейсинг, со изнаоѓањето значи на кластерите. Еве зашто на пример еден Тајван и земјите околу Кина стапија многу добро. Ги врзаа значи здравствените електронски картички со нивните податоци на патување. Значи секој на свој начин зема превентивни мерки, меѓутоа непредвидливоста на вирусот ги разоткри слабите точки на здравствените системи, исто така и на нашиот. Ако веќе збориме значи по однос на запоставеност на здравствениот систем и можеби и не беше потребна една ваква пандемија да се случи за да сватиме дека треба да го подобруваме. Меѓутоа после оваа пандемија дефинитивно сваќаме дека секоја инвестиција во здравството е инвестиција значи во сите сфери од општеството. Меѓутоа за среќа пак кај нас не се случија сценарија каде што значи пациентите би се лекуваат во ходници. За среќа го имаме медицинскиот кадар кој што е преморен, меѓутоа се уште е тука
и се надеваме дека за да помогнеме ние како лекари, како здравствен систем, ќе треба тука да помогнат и сите останати фактори, вклучувајќи и граѓаните со придржување на мерките, а исто така и целата наша политичка атмосфера од економски аспект, за да го прифатиме овој шок од глобалната криза со короната. Река, вие, вашата коалиција, особено партијата Алијансата за албанците, се смета дека членуваат многу лекари таму, па така и господата и Села и Таравари се лекари сами по себе, но имате и многу други членови лекари. Што вие би смениле во здравството? Господин Таравари беше кратко време и министр за здравство, не толку долго за да остави некаков посебен печат, се разбира, но што вие би направиле во здравството? Како би го подобриле? Што предлагате? Па, првично по таа тема убаво е да викнете експерти кои што убаво ќе ги образложат. Јас лично мислам дека треба многу да инвестираме во здравствените институции првично, во кадарот кој што видовме дека гледаме дека е изнемоштен, дека не може да се справува, нема сила и немаме број на кадар адекватен за справување. Исто така се покажа и дека по градовите, како беше приликата со случајот со Струга, Лабуништа, каде беше? Лабуништа имаше случај, кога тоа беше многу страшен случај за нас, кога пациентот не беше примен во установата во Охрид, например. Значи, нашата концентрација ќе биде за да имаме установи, здравствени установи, тука и тоа и го имаме во проектот, во сите покриени да бидат сите региони со комплетна со капацитет за да се справуваме со војдина. Ефтимов, за вас уште едно прашање во однос на ова, кога зборуваме за корона и критиките кои доаѓаат од ВМРО ДПМН, но често и самата партија е критикувана во однос на постапките пред се на својот лидер, оние фамозни случаи Теретана, па кафеана во Дебар Мало, па изјавите дека не биле познати протоколите, што е малку чудно за партија која цело време критикува да не ги знае протоколите. Колку ви отежна делувањето на вашиот лидер во однос на вашиот легитимитет сега за критика во однос на пандемијата? Видете, во континуитет нашиот лидер е следен од најразлични структури, па така нели излезе тоа на виделина и во конкретните случаи кои што спомнувате, мада дел беа и инструирани. Меѓутоа, за конкретниот случај кога прашавте, истиот самиот се изјасни дека доколку сгрешил не бил запознат со протоколите, значи доколку сгрешил беше подготвен да се сноси соодветна санкција, така да многу јасно и транспарентно. Разликата овде помеѓу нас и нашите опоненти е тоа што истите се кријат, се затскриваат за сето тоа, се возат со мотори со по 20-30 луѓе во затворени простории седат, а тука, кај што се следат лидерите на опозицијата, односно конкретно на лидерот на ВМРО ДПМН господин Христијан Мицкоски, се следи во секој чекор и затоа континуирано излегуваат слики кај се движи што прави. Меѓутоа, истиот со доблест излезе и кажа дека во конкретниот случај за кој што беше обвинуван, дека не бил запознат со протоколите и си сноси одговорност доколку треба и како треба да постапи за тоа. Затоа уште еднаш апелирам сите да бидеме пристојни, меѓутоа искреноста и честноста да дојде до израз, односно да бидеме искрени кога ќе сгрешиме нешто, да можеме тоа да го прифатиме и да можеме да го коригираме, а не да се затскриваме зад институциите кога сме на власт. Во моментот конкретно сите институции стојат зад актуелната власт и сите ги прикриваат сите нивни аномалии кои што ги прават во конкретниот случај. Свесни сме и сите бевме запознати дека во вонредна состојба се делеа хуманитарни пакети, така наречени хуманитарни пакети, кои што ниту се знаеше потеклото, ниту се знаеше кај беа. Се пристапуваше кај луѓето кога беше најголемото жариште, кога луѓето беа под најголем страф. Опозицијата конкретно тргнувајќи од нашиот регион од Струмица се започна со делење на вакви пакети со групирање. Сведоци бевме на видеа кои што беа објавени на социјалните мрежи во соодветни простори, односно во турското Мало, колку луѓе на едно место беа сконцентрирани, колку луѓе пред куќата на поранешниот премиер Зоран Заев чека да подигне вакви пакети. Дали ова не беше поголемо загрозување на здравјето и безбедноста на граѓаните?
Да, добро, од СДСМ на тоа одговара дека што е лошо во тоа што се дели хуманитарна помош и велат дека и покрај инспекцијата на МВР, како што тие велат злоупотребена од министерот Наки Чулев, не е нашла ништо неправилно во оделењето на тие пакети. Не се пронајдени неправилности никакви. Тоа ќе си го утврдат органите на истрагата, меѓутоа не можеме да очекуваме во дадениот момент со актуелната постава и во јавното обвинителство и во судството и во структурите кои што треба да го истражат сето ова, дека во моментот ќе даде некои резултати. Сето тоа ќе биде предмет на дополнителна истрага после промената на власта на 15-ти, за да можеме да воспоставиме еден систем функционален. А сега во моментот ниту се надеваме, ниту знаеме дека ќе се постапи нешто во оваа насока и сето тоа ќе биде зацкриено зад некои фиоки или воопшто нема ни да биде процесуирано. Да. Добро, самиот некако ја префрливте темата кон изборната единица 4 Струмица, одиме малку локално, па повторно ќе се вратиме на државните теми. Зенел, настапувате во изборната единица 4, носител сте на листата на ДУИ. Има доста критики дека генерално регионите се запоставени во државата во однос на Скопје, не само изборната единица 4, ДУИ е партија која е веќе децении во власта. Што сега би имале ново да им понудите на граѓаните во однос на тоа, еве конкретно за изборната единица 4 во однос на барањата кои се најчесто нели инфраструктурни, но секако се и во образованието, и во здравството, и во културата, и во се друго. Така, значи, имав честа да бидам носител на листа од јужниот и југоисточниот регион на нашата земја, кој што е прилично запоставен регион и тука е тој предизвик, јас како Сеат Зенел да бидам застапник во предизборниот период, значи со мојата работа на терен, со посетата значи на жителите од тој регион, најпрво ги слушувам проблемите, затоа што таму потекнуваат по тоа идеите и проектите за нивната за тој регион да биде застапен од државата на нивото на кое што личи на една држава која што е веќе НАТО членка и која што ги отпочна преговорите со Европската унија. Значи се работи најпрво значи за регион каде што одредени места немаат ниту канализација, немаат чиста вода за пиење. Јас како лекар тука веднаш го гледам тој социјален бекграунд, затоа што многу е по-економично да се снабдат тие основни потреби, за да потоа немаме потреба да трошиме пари, да се справуваме со болестите кои што потекнуваат од немањето на тие елементарни потреби на луѓето. Значи секако тоа е пак ќе кажам вдахнато во нашата програма. Јас сакам да бидам силен глас значи на тој регион, затоа што не е потребна моја промоција само таму. Јас настапувам со тоа што сакам и целам да бидам пратеник од тој регион и да ги застапувам сите, да не забораваме дека имаме и немнозински етнички групи, поготово турската етничка заедница таму, каде што јас потекнувам од таа турска етничка заедница, го зборувам јазикот, ја познавам културата и гледам дека се работи исто така за прилично запоставено. Така да тука ќе бидат насочени сите мои цели, согласно со нашата програма, меѓутоа исто потребите кои што ги увидувам на терен. Да, добро, еве вас би ве прашал сега, колку ви е тешко да им објасните некогаш на луѓето или дали ви е воопшто тешко, дали се наидувате со такви критики, бидејќи како што кажав, вие сте можеби нов во политиката, но сепак настапувате на листа на ДУИ, партија која е долги години во централната и во локалната власт, можеби не е толку присутна во изборната единица 4, но има и таму општини каде што ДУИ била на власт и се уште е. Нема општини. Колку е тешко во тие помалите околу Прилеп нема на ДУИ? Нема. Добро, во ред. Нема. Колку ви е тешко да им објасните на граѓаните сега кога вие доаѓате од ДУИ, а е ова што го кажувате. Нема канализација, нема вода за пиење, значи партија која е децениски во власта и сега Да. што тоа Така, вие имате ново да им кажете? Како што кажавте, видите, значи во ингеренциите на општинската власт, локалната власт, ние не сме биле представници. Меѓутоа се залагаме
да од таму произлезе човек кој што ќе ги застапува во највисокиот законодавен дом во оваа држава, парламентот, за да бидам силен глас за тие потреби. Значи на тие луѓе им потребен глас за да се, значи адвокат за да се допрат, значи нивните потреби до сакате локалната или централната власт. Тоа е тоа што може дуи во моментот да го понуди, затоа што ние во моментот немаме локална власт таму која што би се бавела со локалните инфраструктурни потреби на луѓето. Меѓутоа да не забораваме дека не сме само за тие, значи на нивото на сепак од ниво на највисоко на законодавно тело би придонеле покрај да бидеме глас и сите закони кои што се носат во нашата држава, значи да бидат во однос на да бидат во прилог на значи еден од позапоставените региони, простете ми. Една држава е толку силна колку што значи се бави со најзапоставениот регион. Така да мене воопшто не ми е тешко да им објаснам, мене ми е задоволство да во иднина да бидам представник, а сега внимателно ги слушам проблемите и заедно разговараме за тоа што може во иднина да направиме заедно од оваа позиција како иден пратеник за тој регион. Да. Река, истото прашање за вас, претпоставам дека разговарате со граѓаните во изборната единица во која се надпреварувате. Што ви велат тие и што имате вие ново да им понудите? Па, јас првично би рекла дека не само регионот на изборна единица 4 запоставен. Од независноста на Македонија во нашата држава има диспропорција по однос на територијалниот развој, значи нееднаквост во инвестиции, дали се тоа инфраструктура, вработување и така натаму. Токму ова е и едниот столб што нашата коалиција, Алијанса за албанците и алтернатива, се водат или го имаат. Столбот е под наслов за рамномерен економски и територијален развој. Значи, почнувајќи од инвестиции во инфраструктурата, во вработувањето, инвестиции во земјоделието. Првично и основно мора да има рамномерна поделба на буџетот од централната власт. Значи, бидејќи се соочуваме со оваа диспропорција во развојот, мора да се воведе балансирање територијално преку вложување на рамномерен развој на регионите. Можеме, како што е тренд во Европа, можеме да дадеме еден пример, значи во Европа на голо око нема разлика запад, исток, север. Тоа сакаме и тука да го постигнеме, значи од Струмица до Струга да имаме еднаквост во територијалното развивање економско. Со тоа, значи, се подразбира поголеми инвестиции и ова ни е првично и приоритетно. Повеќе инвестиции во инфраструктурата и во земјоделието. Ја можеме една споредба да направам кога реков дека, значи, целата држава не е развиена. Скопје директно има толку разлика помеѓу едниот дел од Скопје и општините, кои што имаме жители кои живеат во субстандарди, и би рекла како коментар мој, значи еден председател или премиер на државата не може да се гордее дека имаме развиена држава која се развива ако само имаме инвестиции во еден дел на еден град. Тие критики за неравномерниот развој се константни. Господине Евтимов, истото за вас. Изборната единица 4 ВМРО ДПМН значи биле долго и државна на ниво на целата држава имале власт, но и доста општи од изборната единица 4, каде сега на локално ниво не стоите толку добро после последните локални избори, ми се чини, но сега повторно се враќате кај граѓаните. Значи, вас би ве прашал исто што го прашав и господинот Зенел. Ако на некој начин граѓаните ве побарале промена, гласале за другата партија на последните локални
избори. Што сега вие па ново имате да им понудите на нив? Со што би се представили? Видете, ако ги видиме инвестиционите циклуси во нашето владење претходно и владењето на актуелната власт, односно носители на власта СДСМ, конкретно во нашиот регион, воопшто не можеме да се споредуваме. Бидејќи тие не само што не направија еден нов проект, не само што не инвестираа во нешто ново, туку истите, она што беше започнато, не го довршија. И не само тоа, она што беше завршено, не го одржуваат, односно ги запоставуваат проектите кои што се направени од претходната власт. Така да граѓаните во моментот, пошто ВМРО ДПМН е народна партија, ние сме континуирано на теренот со граѓаните, секојдневно сме со нив, ја препознаваат оваа ситуација. И локалната самоуправа, која што во моментот е предводена од СДСМ во целиот регион, да кажеме, значи има многу помала реализација, дури занемарлива во однос на претходните локални самоуправи. Граѓаните, покрај тоа што во одреден момент се случија вакви промени, сега на дело ја гледаат разликата. Конкретно за 4-та изборна единица. Експресниот пат од Штип до Радовиш започнат во времето на ВМРО ДПМН, проектиран и започнат, обезбедени финансиски средства со гласање посебен закон за задолжување конкретно за овој пат. Патниот правец од Градско до Прилеп, експресниот, започнат во времето на ВМРО, проектиран, се уште не го довршуваат. Ветен експресен пат од Струмица до граничен премин Новосело. Ништо ниту започнато. Сакам да ви потенцирам дека сите оние нивни ветувања во однос на инвестицијски бум, ни оддалеко граѓаните ниту можат да го почувствуват, ниту можат да го видат. Оние 500 километри автопатишта што ги спомнуваат, а не знае никој од нив да каже кај се. За возврат на тоа, ВМРО ДПМН било и реализирало. Затоа сега ние идеме кај граѓаните и им понудуваме конкретна програма, конкретно. Во нашата програма имаме 1000 километри асфалт ставање и 150 километри експресни патишта. Еден од тие ќе конкретно и од Струмица, од Радовиш до Струмица и од Струмица до граничен премин Новосело. Да, добро, ви благодарам на сите. Имаме сега една кратка пауза за реклами и брзо се враќаме во студиото. Останете со нас.